Хей, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода 9 или епизода 69. Здраво и добре дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче Екейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. 69-та епизода. Корни е свак. Ама тука сме, морам да напоменам, денес е среда, не е вторник. Ја снимаме епизодата ден погасно, бидејќи заради самите ситуации што се десија, заради некои неодложливи работи кои што се случија, непредвидливи, моравме да го направиме ова, но се уште сме тука ден касниме, ама сакавме да извадиме епизода и да не бидеме без епизода, онака без year ending епизода. И да се одјавиме за 22. Искрено сум премногу горд на континуитетот што го држиме оваа сезона. Значи 9 недели поред, не скипнавме ни еден вторник, сега скипнавме еден вторник, ама пак сме у среда, не касниме. Лани не беше малце похаотичен животот и периодот и скипнавме неколку пати више до крајот на годината и тури почнавме покасно. Плюс оваа година дававме и екстра содржина со Pin Music Conference, ги направивме листите на време, што исто така ни беше проблем претходните 2 години. И мислам дека онака искусно движиме кон овие работи, знаеме дека има период кај што ќе се закасни, нешто ќе се сгреши, али го имаме предвидено тоа и пак некако го даваме тој период, еден период кај што и да се закасни, пак да биде на време. Што мене многу се свија и имам зборено ова поише пати и со луѓе и на Пандамониум во живо и сегде онака дека таа ревностност, тој континуитет и тоа она држење до календарот и до договорените работи ми е една од работите кои многу тешко ми идеа дека бев помлад. И Пандамониум е една од стварите која меѓу другите која направи да научам да се држам до тоа и да онака да си ги завршам стварите на време, да се држам до тој календар, бидејќи е многу битно и значајно кога се работи вакво нешто да се држи континуитет и да им се дава и не само на луѓето, него и ние сами да знаеме дека ова го правиме секој вторник и да биде тоа дел од нашата рутина и мислам дека и само така може да идеме напред и да бидеме успешни, да бидеме константни у нешто вакво што реално е доста захтевно поглед на време, поглед на ресурси, поглед на онака одвојување на добар дел од неделата за прајање на вакво нешто. И од денот пред се онака како цел метод е позади се во ова, ама кој што кажа, јас сум creature of habit, онака како стварно сакам навики. И ова ми е таман, ова ми е ептен онака right in its lane, кај што знам вторник е резервирано за тоа од Сабајле, дека морам да сум наспијам дента претходно. Ако можам да се одморам онака за да станам порано, да се намести ова све тоа, да бидам спремен. Ме разбираш за кога ќе дојдеш, ја да не бидам у хаотична состојба, тука едноставно само да сме plug and play. Кој што бев јалани. На еден начин, да. И знаеш како, тоа затоа ти викам, добра е оваа навика, а и добра е за и луѓето кои не пратат, бидејќи знаеш како и тие креираат можеби рутина околу ова, си знаат нешто прават тој вторник, среда кога ќе искочи подкастот, и знаат да си го пуштат. Извине да го вие нарушиме рутинава за оваа недела и за оваа среда. Се надеваме дека ќе искочи ASAP денеска епизодава до вечер. Да. Инаку тоа е точно, бидејќи единствен подкаст кој го следам онака редовно и ги слушам сите епизоди од почеток до крај е The Road Podcast, кој ги имам зборено со DJ-ет од Лас Вегас. Искрено кога станам у вторник Сабајле, го нема тој подкаст, сега денеска станав у среда, ми се појави дека стигна нотификација, они го варат секоја среда. По наше време од 10 Сабајле нешто такво, значи они го пуштаат онака некај после полнок најверојатно или на полнок вторник према среда во Лас Вегас, не знам точно како иде тоа. Али сакам да кажам дека и јас на пример знам дека среда или четврток преку ден си го слушам подкастот и ми треба онака ми е дел од можеби индиректно, ама дел од таа рутина. Знам дека ако одмарам или ако расколам низ дома или ако нешто друго правам, ќе си го пуштам подкастот и го чекам. Вчера немав што да слушам. Дека вчера се осеќав кога е среда, дека не снимавме. Така. И ми фалеше подкаст, ама си најдов друг, нема врска, си го задоволив потребата да слушам подкаст. И мило ми е дека, ќе кажам уште еднаш, фала на сите што не пратите и што можеби сме ви дел од рутината и се надам дека не ви даваме премногу содржина, дека некако се осеќам периодов дека не дека немам што да кажам, али многу работи правиме на страна од ова. Правиме долги епизоди, направивме некои екстра ствари, екстра содржина. Збориме и на Discord, пак не сум активен оваа недела 2, бидејќи не сум тука. Се надам дека имате разбирање за тоа. Али као
Се осеќам дека даваме многу содржини, се надам дека за луѓето не е премногу сето тоа да го испроцесираат и да го слушаат. И ако некогаш закасниме или скокнеме на нерала, вратете се на претходните епизоди и проверете нешто што немате чуено, бидејќи мислам дека посебно оваа година, дури и таа епизода која да рековме филер, имаше доста интересни теми. Не беше филер воопшто, да. Да, дури имаше таков коментар, дали на Discord, дали на YouTube, не се сеќавам дека као не е ова филер епизода, као така крстевме бидејќи можеби немавме главна тема, али некако теми многу убаво ги разработевме и Тоа поише беше као интерна шега меѓу мене и тебе, као на крајот завршивме со снимање и си викаме као ќе крстиме ова. Па некако како филер епизода. Па брат, ај стаја филер, нека иде што. Така да не е филер само по себе, ние одлучивме да ја крстиме филер бидејќи брат, ја после таа епизода се вратив и ги изгледав сите барем и за Бахамен, сите епизоди ги изгледав барем за песните кои што ме интересираат, бидејќи видов дека има 13-14, има за Афромен, има за Бахамен, за Who Let the Dogs Out, имаше за Шеги. За Шаги, It Wasn't Me. Така да. Гледаше тоа? Да. Феноменално, брат. Многу луда работа, многу интересни причи и многу онак индеп влагаат у тоа се да. Така да не верувам дека беше филер, барем не за мене искрено, онака како дури и муабете во овде што ги правиме, ако искочи нешто дека треба да погледам, да видам, да преслушам, да прочитам, го правам тоа одма после епизодата. Така да за мене не беше. Нова недела, 69-та епизода. Имав одличен викенд. Викендот мислам дека беше многу добар овој и добар предвестник за онака за се тоа сега што следува, онака како сега следуваат новогодишни журки, дневни журки, па вечерни, па све тоа, па па се префрламе 2023 и тука почнуваат празниците наши. Ние веќе ги истеравме. Брат, ја ти кажам, Католичките ги истеравме, сега се нашите наред. Брат, од пин конференс на вака, буквално се ми е споено и не знам ни кој ден е и што се дешава и само што завршил викендот, почнува нов викенд пак. Што е добро, али мислам дека Не е добро. Не е добро, ја немам глас. Само сега више за сега последици. Да, ја немам глас. Преуморен сум вчера, онака ми требаше денот за да направам тотален ресет, онака за да се рестартираме, да се вратам на factory settings, пошто не беше возможно тоа, онака не функционирав како човек, брат. Не можев да си ги совземам сите чувства што ги имав и онака и плюс имав некои обврски кои што изради тоа и не спречи за да снимаме. И си реков, окей, факет, не можам ништо да правам, ќе легнав пак не легнав рано, легнав у 12 и нешто. Станав се бајле у 8, брат, без аларм, без ништо. Ама наспан, среден, одморен, онака, среќен, полн со енергија и си викам, окей, добар ден денес да се снима подкаст. Таман. Кажи ми кога си помина викендов, ти беше у Софија еден ден пред мене. Мораше, знаеш како? Значи уште од Дарко, уште кога ми кажа дека ќе настапуваат у Софија, имаат договорено да пуштаат музика за фактички Коледен. Тоа му доаѓа Божик Нивен. Божик, да, они да. Коледа. И во Софија, во еден од ја би рекол вајде и тоа што слушнавме дека еден од најдобрите, не знам, најекстравагантни, најфенси клубови онака на највисоко ниво во Софија, а во Софија ги има премногу и тоа го сватив дента кога стигнав таму, дека има онака премногу избор, премногу клубови, премногу опции за каде да се искача, за најразлична музика и све тоа што ми се свиѓа. И зборам со брат ми, као првично идејава беше па можам да се пуштам со Дарко. Му спомнав на брат ми и брат ми вика па зашо не направиме викенд од тоа, зашо да не идеме ние ден порано, ќе ги пречекаме таму недела. И тоа и направивме, long story short, тргнавме, не знам, петок вечер работевме до касно. У 7 саат са бајле, тоест бев на роден ден, брат, уште од тоа, уште од петокот старт, заборев, бев на роден ден, работев до 10 и пол, така нешто. Отидов на роден ден, седевме за 3-4 саат, бајле, станав у 6 и пол, брат. Спремање прво, тргање за Софија. First things first, идење до Табановце, јас го сгрешивме патот тотално, се свестивме дека сме на српска граница наместо на бугарска, враќање назад онака како изгубени. Зашто го направивте тоа, брат? Не, нема да навлагам во детали. Стигнавме некако во Софија, ама набрзо свативме дека, иако времето беше малце дождливо онака, немаше толку многу луѓе, брат. И го добив
истиот инсентив дека уствари Софија многу наликува и на голем град, огромен град, ама само од еден единствен фактор дека исто кој Скопје се е централизирано таму. Онака као целото збиднување на све живо и диво од Бугарија е буквално 3-4 пати 5 пати скоро поголема земја од Македонија. Све се дешава во еден град, во Софија, во главниот, и као има луѓе премногу што се од страна и исто кој Скопје на такви големи празници кога сите треба да си бидат дома, се враќаат назад во своите градови. Немаше нешто премногу гужва онака. Се прошедавме, јадевме нешто, успеавме колку толку да видиме бидејќи сонцето заоѓа во 5 саат, онака тие си дури и саат време напред. И онака реално тој ден го изгубивме на еден начин, но затоа бар петак ја извади ситуацијата тотално. Огромен шараут. Тоа ми се свиѓа. Тоа ми е онака, освен неделата која што имавме заедно. Саботата ми беше хајлајт бидејќи огромен шараут до Дулитл, кој што пушташе музика внатре во бар петак. Ја видов онака имавме со нас другар кој што беше од кој што е од Радовиш, ама живее и работи веќе подолг период у Софија, и он ни кажа као само бар петак работи денес, биделе таму и свативме дека онака као имаше 10 луѓе внатре, многу беше рандом публика, и тие 10 луѓе као тројца беа бугари, од кој едниот беше диџеј. Имаше германци, имаше израелци, имаше арапи, имаше украинци. Малце луѓе имаше? Премалку луѓе имаше, онака дури после се наполни малци, ама пак беа 20-30 луѓе, знаеш, немаше, сите си беа дома за празниците, никој не главеше онака. Ние останавме до 4 саат бајле таму. Огромен шараот, се спојивме со диџејот, спомнав онака, направивме муавет, видов дека има пуштано, дека отварал, дека е таков UK и нека имаат некои мувменти и тие во Бугарија кој што си имали ти, на пример, и со Шејки, со Трап да фагап све тоа. Ама беше поише фокусиран кон UK, кон денсхол, кон афромузика. На пример, многу рандом пушташе онака, ама буквално онака мешаше дрил заедно со денсхол, со афробитс, битови, такви брейк битс пушташе, многу интересни миксови за што ќе погода, што лириксот и мелодијата ќе ме погодат мене дека ја знам дрил песната, другиве ќе ги погодат заради ритмот, за да играат. Ме разбираш онака дека многу рандом публика имаше. Ја искрено колку и години диџеј да сум, ја не би знаел што да пуштам на такви луѓе, брат. Многу добро направи и онака као добра журка направи, после искочивме, правевме муавет, му спомнав дека пуштате, се споивме одма, ве заследи сите, му реков, викам, треба да доеш да се упознаеме, да се видиме на... И не знам, многу рандом, и он ми каже, вика, ова, вика, не е, вика, стварно, вика, ја што пуштам, треба, вика, некојаш да се договориме, вика, и да дојдете, вика, епте на онака, на специјализирана жука, каде што е, all UK, као dancehall, afrobeat, све тоа, вика, бидејќи тоа ми е main фокус, онака, моментално, и се гледа дека му е, стварно, гледам дека и фан, онака, дека, и тоа не знаев, ми збореше за една интересна прича, дека A$AP Rocky и Skepta, делот Praise the Lord спотот е снимен во Софија. Немав поим. Не знам. На некои згради, не знам кои сцени конкретно не ми кажа, и дека сакале тие да прават као приватна журка, и он бил еден од диџеите што Praise the Lord е 2016-2017. Јас се сеќам дека Скепт имаше една журка на еден руфтоп во Софија, не е толку одамна. Па вајда. Журка можеби, не знам, или можеби што не се сеќавам добро, ама мислам дека Скепта има направено таму некака приватна журка, кај што можеби он беше еден од диџеите кој што пуштал музика, и дека као ептен онака. Да не, оној другиот спот на песна на можда им, брат, има душе една песна 180 BPM Skepta и A$AP Rocky, што мислам дека спотот има таков снимен пола, или тој беше Praise the Lord. Кај се по градови, демек. По градови им се двата, као Нью Йорк и дали Лондон, или како беше, не се сеќавам. Мислам дека е така. Мислам дека е Praise the Lord. Добро, не знам, не е ни битно. Не е ни битно, нема врска. Многу добар лик. Онака ставив му контакт, и не знам, стварно би сакал да идам на... Сватив дека уствари имаат и они сцена изградена, онака не е локализирана е, треба да идеш да ја осетиш, да ја видиш. Добра ствар беше. Со оглед на тоа како беше мртво преку денот, онака, таа журка ја извади цела вечер за сите пари. Преспавме некако скршени целите.
Утре дента беше преубав денот онака у Софија, прошетавме, го видовме градот и се изненадив, искрено прв пат бев у Софија онака да шетнам, да видам како е, што е. И многу ме потсеќа на таква на европски град онака како стари улици, трамваи, све тоа. Ги има сите тие елементи на таков убав европски град. Во Будимпешта, на пример, дека бев во Будимпешта октомври, така нешто септември и го добив сличниот фил. Сум бил во Софија претходно, ама на тоа ме потсеќа, онака источно европски голем град. Да, буквално онака имаше некои делчења и кварчења кај што бевме. Брат, буквално онака да ги тргнеш сите реклами и да фрлиш некој германец на раскрсница, он ќе мисли дека е не знам, у Дрезден, брат, онака таков фил има, коцка на секаде, све тоа рандаун е све, онака графити има на секаде. Добро е, таков добар фил има, убав град. И се споивме после и после почна карусел. Така се викаше клубот Дарко кој што настапува. Дарко и Панчо настапуваа таму. Многу интересно. Ја ќе почнам за моите импресии, после ти ќе збориш за твоите. Брат, ја не сум човек што онака као првенствено своеволно бидел по такви клубови, али ова ми беше онака као стварно ми беше over the top, дека интересен клуб беше пред се, онака интерес. Не би го искористил зборот фенси, пошто е врзан со негативна конотација, ама е таков као upscale е, многу е убаво декориран, многу е професионално направен, онака пречекот, хостезата напред, све тоа, целиот тој процес на влагање без гужвање, све е со резервација, начинот на кој што е поставено целото движењето на луѓето, некако многу ми се свиеше тој момент, дека стварно не се осеќаш, јас сум човек што мрази гужви. Овде немаше гужване на ниту еден момент, а клубот беше полн. Онака се беше резервирано. Добро, не беше преполн. Не беше преполн, ама тоа е една од полисата на клубот, да не биде преполн, да не е да искочиш и да знаеш дека си искочил да не се гужваш, и тоа е добро. Тоа до еден момент и го почитувам онака, како стварно добро се осеќав низ целата вечер. И онака Бугарија, брат, носи се и свашта. Имаше пак ќе кажам, секакви луѓе имаше онака, дури некои помлади, постари. Генерално публиката беше повозрасна, тоа ми се свиеше дека беше наша генерација. Впечатокот на вработените на Resident DJ-от беше дека уствари постара публика него вообичаено. Претпоставувам дека тоа е поради празникот, поради тоа што имаше доста луѓе од странство, се примети да имаше големи друштва на постари луѓе, постари од нас, онака луѓе во сакоа, во дела, парови, групи на парови, фамилии, дури онака се гледаше дека се некои као можеби брат, сестра, братучеди, као имаше некој таков момент на као на празнична атмосфера кај што можеби изгледа луѓето што и некој не излага во тој клуб, или можеби младите кои се студенти или кои се најактивни тука, можеби не се во градот денеска или можеби се на друго место. Тоа беше впечатокот на вработените и нас не се виде тоа и ни беше интересно да пуштаме музика за постари, бидејќи реално не го правиме тоа премногу често. Ја ќе кажам дека ја преубаво си поменав онака дека не малце поинаку беше од тоа што пуштате константно, дека онака како влеговте таму кај што немате влезано одамна онака. Не си ни сеќам кога последен пат до тој степен си дам, бидејќи зборевме тоа, комерцијален клуб е, си го сага тоа, дури и диџеот кој што загреваше пред вас беше онака исто така поставен. Кажи ми на пример ти као со целото тоа. Јас си поминав преубаво многу девијантни појави, тоа само ќе кажам онака, дури на момент ми беше културен шок онака дојде од света на рајски газ. Не знам зашо, ама цела Софија е хукт он рајски газ, онака не многу ми беше чудно онака, рандом луѓе дуваат балони у клуб. И по 10 ги зимаат ко луди. Се пржи мозокот и хаос стануваш. Не подклекнав на тоа. Ама имаше премногу луѓе што го правеа тоа, како не знам, онака имаше луѓе до мене, лево од мене на шанкот, брат, не прекинаа цела вечер онака константно. Девојки играа, имаше танчерки, луѓе се качуваа на шанкови. Се пушеше хука внатре. Да, тоа. Се што можеш да замислиш. Се што може, да, се што и као ова не треба да звучи у негативна конотација, ама како на еден начин тоа го очекуваме од Бугарија, брат, онака како такви си и колуја, брат, како не кај нив тоа си е, тоа стварно се дешава како на секаде по клубове се гледаш дека си живеат у свој филм, нема таков притисок, не е така елитистички ко на пример ко на моменти кога знаеш што сака да биде. Мислам дека и е.
посебно во овој клуб не може да влезе секој и не Не, да, секој. тоа да. Пак мислам дека има тој курч кој поише ке нарачаиш, кој поише ке напри балони, кој ќе има и хука, кој ќе има и шампањи, кој ќе има Од тој аспект да. и танчерки или девојки за друштво со него на сепарето или на конја појат, што е и Од тој нормално. аспект да. Што е нормално за такви места и такви клубови, али секој брат, тоа е интересно тоа што секој град, секоја држава, секој онака, секој клуб си има свој начин на забава и луѓето шират таму си имаат свој начин на забава. И ќе ти кажам само една работа пред да почнам да го објаснувам, да ја објаснувам целата вечер. Ова беше тоталната спротивност од Швајцарија. Значи не може да биде поспротивно од тоа, брат. Таму пуштавме музика у едно венју, кај што го објаснував прошли пат, погледнете преходната епизода ако сакате да чуете малце поише за тоа, кај што онака немаше резервации, немаше конјопои, беше андерграунд, беше мешано, беше онака имаше помлади, постари, имаше од се по нешто. Секој со секој играше, секој со секој онака вајбот беше друг. Се пушеше трева внатре у клубот или у бекстејдж, немаше хука, немаше као други работи, немаше балони, имаше можда други дроги, ама као Да. беше тоталната спротивност. И музиката што ја пуштавме, можеби не беше и толку спротивна. Пак беше Everything Goes и тука и таму, али таму беше по underground и алтернативен Everything Goes. Така. Него тука беше Тоа ми фул беше комерцијала Everything Goes. Како се разликуваат тие две места у поглед на тоа што пушташ ти, например? Тоа беше цело темно, зачадено, задимено. DJ се менуваат. Овде лајт шоуто беше феноменално, на каква ствар. Овде беше преукрасено, лајт шоу, светла, музика, звук, пукаат, танчерки играат тука на подиум, дури диџејот и во некако и во заден план, танчерките се најнапред. Да. Диџејот е малце на страна, што и мене може малце ми е чудно, али тоа функционира најверојатно и чим функционира тоа е тоа, брат, на крајот на денот. Да. И беше многу интересно, као одмаш чим влеговме на тонска проба и можеби не го видовме. Тоа бидејќи го видовме само клубот како изгледа топ, одличен клуб. Кога дојавме вечерта у 12, кога видовме какви луѓе има и каква музика свири, одма ни стана јасно, брат. Мислам дека сме премногу искусни и Панчо и јас веќе многу долго време го правам ова 13 години. Панчо го прави 20 години, као одма знаеш според демографијата која музика би требало да иде тука и на која музика би било јако. Така. Со едно кругче низ клубот или само еден поглед вака фрлаш да видиш што се дешава и одма знаеш, можеби не знаеш точно, ама имаш идеја више у која насока ќе треба да идеш и тоа е тоа. Ние немаме проблем да пуштаме музика да се поминат луѓето добро, тоа е и примерна работа на диџејот, брат. Реално. Плюс, со оглед на тоа дека посебно јас пуштам многу поинаква музика on a daily basis. И мене ми е интересно да го направам тоа еднаш онака од време на време. Влеговме диџејот искрено ни пушти неколку песни кои не требаше да ги пушти за warm-up. Што можеби би се сложил со тоа, да. Ни извади малце од концептот кој можеби не ги имавме концепт, ама кај Ама имаш унапред некој план, онака знаеш дека дека ќе пуштиш, брат, онака као или реално. не се сеќавам уште една песна која беше која зборев исто така или Motorsport или немам појма. Али нема врска. Од това Way too sexy ја пушти, брат. Way too sexy, Уеден сам. Пода Кело, тоа се некои да речеме prime time, Да. мои песни кои Так. такви комерцијални трапиш песни кои можеби и не ми се мене prime time, али мене ме вадат од гумната ако заглавам со 2-3 можеби не толку познати песни во тој BPM range или тој нов стил, Така. ја пуштам Way too sexy да се извадам. Или I like it од Cardi B да се извадам. Бидејќи Cheat code, да. таа ја знаат сите, ај се една-две песни, три малце спондавоници за Марав. Не е дека сум пуштал нешто непознато, ама пак, можеби некој не ги знаел 2-3 песни заредени и сега со I Like It или со Way Too Sexy се враќам или со Бода Кело. Ама тоа гледна точка тоа напри да не пушна напри онака не мотивираш и напри да излеземе ние од нашата понавоници комфорт зона и као Што окей, и мислам дека и добро. На еден начин. овој пат излезе супер. Да, дека влеговте уште толку подлабоко онака, као стварно. Посебно на крај. Као не е проблем уопшто ова, ако си пуштал 5-6 песни, као имам милион песни за пуштање. Пуше предизвик и мислам дека излезе добро, бидејќи ние на тоа се надоградивме уште појако и наместо 2 сати пуштавме 2,5 сати само бенгери. Да, не Само прекинав. бенгери. Мене крајот највише ми се свигаш онака кога веќе влеговте у луда криз водите. Чекај да стигнеме до крајот, брат. Чекај прво. Ајде. Talk your shit. Да. Панчо почна, брат. Holy Grail беше првата песна што ја пушти.
Да, Ептен онака, он мислам дека направи као rewind на целата ствар, онака стварно го ја намали, ја спушти намерно, за да може еден ресет да направи и онда почне од таму кај што и тој сака онака. Но мислам дека го изведе добро. Тоа е тоа, брат. Многу искусно го направи тоа, заедно со мала моја помош, али беше негова ствар скроз. И го постави пак тоа темпо по кој треба да идеме и влеговме, мислам, дека многу солидно. Продолжив јас со некои малце понови New Classics кои ги викаме као Rockstar од Post Malone и Така. Plain Jane и нешто такво. Hot Nigga од Bobby Shmurda и Started from the Bottom и онака после се продолжи се градеше на тоа. Као беше онака Everything Goes, енергија цел време на најако, брзо менување на песните и само познати песни. Немаше онака ни момент, мислам дека не пуштивме ни една песна која да речеме не е позната за повеќето луѓето. Да. Продолживме така и до крајот на вечерта. После тоа знаевме дека треба да пуштиме малце класици. DJ-ов резидент ни доека од демек само може малце класици. Викам, брат, We got this. уживај. We got this. После влегов му една зона некои пола саат онака класици, хип-хоп, клубски класици. Тоа значи не само хип-хоп, него се што е Да, овде имаше all around онака. пуштање музика, кој што се пушта музика во Америка, кој што се пушта музика во Јап. Њу Йорк, во Лондон, во Берлин и сегде као од Гасолина и Не, све имаше, брат. Панджаби MC, Све тоа. Ашерија, Candy Shop, Партија по DMX, Луда Crazy Крис. Love, не знам онака, дури некои понови као Теботе се разбира тука во латино светот, малце афро имаше, Calm Down, Рема и некои такви ствари као бенгери, само бенгери. Да, И мислам дека едно време дури онака и публикава као немаше више кај да иде нагоре, онака во еден момент беше Да. толку Стакато, ескалираше, овака, да. немаше више што да се направи, ја ги пуштам сирените, не е доволно више ни Да, сирените, да. толку е кренато горе као. И мислам дека многу добро испадна и многу ми е мило дека таков сет испуштавме, бидејќи ова ме направи да сватам некои места кај што можеби не сум поминал добро во ваква клубска атмосфера кај што има многу измешана публика, зашто и не сум поминал толку добро. И една од најаките работи за оваа работа е што со секоја следна журка стануваш се подобар и подобар диџеј без разлика дали ќе поминеш добро или лошо. Сега Се е поминавме школа. добро, ама сега ми се разјаснија многу ствари што не ми биле јасни последнава година, на пример, на некои места кај што можеби не сум бил задоволен кога сум поминал, зашто не сум поминал добро. Да, сосема разбирливо, брат, пошто ти кажав као многу е добро, мислам, нема врска, еве уште на самиот почеток онака ја кога идев до веце као Панчо го приметив, правеше кругче онака тоа што викаш онака стварно сакаш да ги научиш луѓево од прилика чисто од поглед онака чисто да имаш визуелна репрезентација за кој што све у клубов као се носи онака имаше едно друштво уште на самиот старат брат кога пушташе диџеов, мислам резидентот кога пушташе Big Up Стелијански. Стелијански, да, и уште кога пушташе онака сите беа облечени у Palm Angels чуда онака како сите беа туто и кјоши онака окей викам овие се до некаде наши луѓе како би знаеле тоа Младите, да, нашата, ама комерцијален имаше хип-хоп такви две друштва. Другото, кој што викаш, беше онака како повозрасни луѓе облечени онака поотмено, најразлична публика, машки, женски, измешани, онака некои дури онака само што сакаат good time, онака не се ни искочени ни за конкретно за музика. Јас затоа реков во тој аспект не е елитистички дека окей, Iris Scratch и Shorty P Не е елитистички во поглед на во музиката. поглед на музиката. Ја не реков елитистички во поглед на кој колку пари има или нешто тоа. Затоа реков, со тоа можам да се сложам, али не беше елитистички, на пример, као да чувствуваш притисок да можеш да ја знаеш музиката. Као овде е обратното, ме разбираш, Да. као овде диџеите доаѓаат за тебе да направат журка. Види, секогаш е тоа така, ама Да. ме разбираш, тука си ти сега на пример да се покажеш, као нов си, доаѓаш за прв пат овде и сакаш да се покажеш и овде си као и затоа мислам дека толку беше успешно, брат. Мислам дека као се покажа тој диверзитет дека пак си го држиш тој твојот кор на хип-хоп музика. Пак беше се базирано на хип-хоп музика, Тоа е, али, брат. али имаше рейндж од 90 до 2022, брат. Од регетон Да, све. до фанки, Све. до поп, до Све се трап. покри, брат. До таму да кажеш, затоа ти викам да стигнеме до Луда Крис, до Екта Фулу, 3 саат бајле, 4 саат бајле. Као стварно затоа ти викам, целиот арк онака целата вечер мене многу ми се свигаше, константно беше енергија онака фул. Многу добро, брат.
Многу добра енергија, многу добро се возеше цела вечер онака. Луѓето беа овде, останаа и многу до крај брат, као ептено онака глава каде што дојдоа и рекоа дечки доволно е онака, као стварно не валја можеше и да тера уште работава, али као окей, толку е вечерава, као мислам дека заврши у 6 онака. Не, ние изгасивме на 4,5 музика, они после сакаа малку хаус музика. Тој модерен тех хаус со ремикси, што исто така окей, бидејќи не дека не можеш да се пушти, ама мислам дека онака како што кажав го истрошивме, ја истрошивме енергијата за хип-хоп, немаше поише кај да освен надоле на крајот, онака као дури го нашиот последните 15-20 минути од сетот више нормално да спадна енергијата бидејќи 2 сати беше топ ноќ на највисок левел и огромен биг ап до Панчо, гостев и поише музика да пушта бидејќи бев му негова зона и као do your thing брат, ја ќе пуштев 3-4 песни. Идевте back to back онака се мешавте, не значи, беше. Значи пуштаме така, али на пример некогаш кога он ќе осети дека можеби поише мој джир што се вика на хрватски како моја ствар ме оставил мене поише. Некогаш ја гледам дека гази брат, пуште брат, ќе пуштам 3-4 песни само што ќе ми дојат некој мало блокче од 5 минути, тоа брзо ќе ги сменам. Го оставам после него. И мислам дека тој сет ќе може да го пуштаме и сакам да го испуштаме еднаш и устаница онака да видиме што ќе се деси, мислам дека ќе гори епта. Ке сакаат луѓе да останат поише од 4 сати, ја да ти кажам. Знам. Тоа е лошо брат, некогаш се фаќаш, се фаќам јас сам себе премногу овертинкам за музиката која пуштам. И онака се што ќе биде, младите што сакаат, старите што сакаат едно друго, ама на крајот на денот као треба да биде пуштено се тоа у како да кажам брат, со одреден вкус, да не биде everything goes, да не биде онака буквално што ќе ти дојде на рандом на шафл пуштено кој што и пуштаат многу диџеи у Македонија и пуштаат така и многу диџеи што ќе дојдат и од Србија и од Грција во форма на ремикси, пуштаат онака буквално нема никаков концепт вечерта, се води под името хип-хоп, хип-хоп инфлуенста, ама не е и баш хип-хоп. Ја не сакам да звучам лошо, ама на пример Resident DJ-от на почетокот така ми беше онака како без концепт онака, само да се пуштат песните. Мислам дека пушташе хип-хоп и трап. Не, така беше, ама единствениот концепт беше дека е жанровски хип-хоп и трап, ама онака песните меѓу себе чисто онака колку за да бидат пуштени. Тоа е можеби твојот впечаток, ако го прашаме него сигурно он има начин на кој има сигурно метод позади сето тоа, Он ги пушта и он ги бира песните, ама ја поише зборам за вие за prime time DJ што пуштаат буквално се и се што брат, ама најверојатно на грото од луѓето тоа им се свига. Мене стилски тоа не ми се допаѓа. Јас почитувам open формат DJ, почитувам мешап сетови и се тоа, ама се гордам на тоа дека направивме ние добар сет хип-хоп based, пуштан на хип-хоп начин. Скречови со сирени, со pull-up, со backspin, со така менување песни на прва и така натака. Тоа затоа тоа што кажа брат, тоа е две тие различни моменти каде што ете, првото е онака all arounder си пушташ ептен кој што викаш диџејски онака everything goes, тоа и беше на пример, тоа ми беше и впечатокот у бар Петак, дента претходно кога бевме, бидејќи стварно имаше многу различна публика онака на моменти ке се пушти некој чуден микс од Calm Down и Раз Millions Фиона брат, као нешто такви ствари се пуштаат, се идеш онака затоа ти велам за ја да можам лириксот да го пеам, а друг да може да игра на ритмот, пошто ако е само дрил песна, само ја знам, вака шири до поише луѓе, ама овде ми се свиѓа таа динамиката, ми се свиѓаше и динамиката бидејќи имаше луѓе кои што играа и на warm-upот, кога пушташе резидентот и после тоа се префрли кај вас дека сватија што правите и сватија кај идете и ми се свиѓа дури и кога намалувавте кај луѓе пеа и све тоа, што не знаев дали ќе успее или не, ама онака пее на почетокот не ми изгледаше така, али после кога почнавте со класиците, топ. Као ептен онака као луѓе почнаа да комуницираат со вас со диџеите им, тоа беше, мислам дека тоа за диџеј е онака најдобра ствар, онака кога ќе гледаш дека публиката е свртена, дека не е свртена кон себе, туку онака кон диџејот и дека сите очи се натака. Тоа беше уште една разлика со Швајцарија. Швајцарија сите си игра у свој круг, а вамо беше пак према диџејот, што ние повеќе го сакаме брат. Мене затоа станица многу ми се свија брат, дека сите очи се вперени кон таму. Така беше и епи. Да. За таков концепт,
Тоа поише онака мене ми прија. Бидејќи ти си по наводници кај диџејот на забава на гости, се он тебе ти пушта музика и он гледа кој што како прави, и гледа ќе пуштаме една песна и гледам сега тука некој се мршти, гледам тука 5 девојчиња креваат рад се бурлаат и Така. као више знам дека овој сака ова, овој не ќе ова, може би и као и тука е целата, тоа е и техниката и тоа е целата убавина во пуштање музика, кога пушташ музика за луѓето кои имаш на подиум и да имаш и 10 луѓе, да имаш 10.000 луѓе као пушташ музика за луѓето и убаво е луѓето да го гледаат диџејот и да го остават да го прави тоа што најдобро знае и да се храни од нив, бидејќи најдобрите диџеи се хранат од фидбекот од публиката. Фер. Така треба да биде. Фер. All in all, ја лично, онака, моето искуство е прего од Софија. Шетавме, јадевме добра храна. Се поврзавме кои секата онака е најрандом со добри луѓе, направивме добар муавет. Добро си поминавме у клубот, добро истеравме. И ко друш онака, и ко журка, и ко викенд општо онака со добра храна, добри луѓе, брат, добра вожња, преуморни, али вредеше сето тоа. И дефинитивно бидел и пак онака. Стварно бидел на еден добар викенд онака чисто, ама знај да знам дека понеделникот не треба да работам. Мислам дека тоа мене многу ме спаси, дека и немавме работа ние понеделникот и кога станавме, не бевме присилени одма да тргнеме назад за да почнам со работа у 2. Јадевме, къснавме, шетнавме, пиевме едно кафе и као на кај 3 поруча кај тек сега ќе си тргнем и таман. Стигнав дома прик вечер, легнав, одморив и тоа е. Тоа ќе ми треба, дека Софија е, ама пак саат време е напред, имаш добри 180-200 километри у еден споро иде патот и троши. Ја не ни возев, брат. Брат ми ја дал нека моја напред назад возење низ Софија, не знам како успеа човеков, ама тоа е. Не, имавме среќа дека не беше гужва, брат. Беа пак празници и тоа и не плюс беше гужва. празници, празен е градот, да. Ама all in all, според мене, само за крај ќе одличен кажам викенд. дека се инспирирав и се мотивирав од Чуркава да направам еден таков ултра парти сет што еве кажам тука ќе го пуштам неколку пати следниот период и тоа знам кај кои букинзи може да помине вакво нешто. ајде. Сега има тука од до, се разбира некои песни се уникатни само за Панчо и само он ги пушта. Така. Некои песни не ги имам за рато од тие што ги пушти, посебно тие што не се хип-хоп. Некои песни се по ќе направам тоа на мој начин, ова искуство што ги имавме тука ќе направам на мој начин и ќе го прилагам малце поише за Македонија и ќе го пуштам неколку пати овој сет. После празници обавезно го спремам еден или повеќе Постпразнично? кредитови сова. Гледај, тоа е убаво да се пушта и сега, али зборам дека ќе направам Holiday season. еден кредит инспириран од оваа журка, бидејќи како што кажа ти, оддамна немаме пуштано ваков сет. Овој сет беше пуштен порано многу повеќе. Верувам. Пред 5-6 години дури и во Скопје и во Македонија. Верувам. И знам зошто. А не мислам, тоа се слушаше, брат. Таква беше сцената, да. Пред да влезе трапот толку да речеме Да. у мода. Реално. И пред да досади премногу тоа, затоа и влезе трапот у мода бидејќи ова премногу досади. Да. Бидејќи Сосема беше пуштено разбирливо. од секој диџеј на секоја можна журка по 100 пати истите песни. Ама интересно да пуштиш Гасолина еднаш у неколку месеци. Ја пуштив еднаш Гасолина у Хавана. У Хавана летови, онака ја збрчив исто вака, ја згрмев онака од прва као тн т т т Да, на и така прва. почнува, и On the така one, почнува, да. нели он го гасира многу интрото и затоа е толку јака песна, затоа е легендарна песна, брат, и онака и уште една работа само ќе кажам како заклучок на тоа. Calm Down од Рема ја измиксав со во Vibe, во Тетово, во саботата измиксав со Понди Риплей од Риана. Тука ако не се лажам измиксав со Get Busy или можеби со некоја друга, не ме фаќате за збор. Мислам дека беше Get Busy. Али као огромна паралела може да се направи со ова враќање на регетонот во мода и за прв пат влагање на афробитс у мода на светски рамки. Исто тоа се деси пред 20 години со Гасолина, со Ромпе, Дон Омар, Деди Јанки, Зајан и Ленокс. Кога на хип-хоп журки се пушташе Као се викаше оној најпознатиот Чука, се пушташе све тоа. Панджаби MC, Албумот на Норе као се викаше она најпозната на песна кај што као му се викаше на има Норе. една песна Оје ми канто. Оје ми канто исто. Хит. 2002 мислам дека беше. Баш завчера ја слушав, брат. Све тоа, everything. Ама се враќа као и сега Да. ќе каже, абе ова не е хип-хоп, брат. Абе и Гасолина не е хип-хоп, брат. Ама регетонот
посебно во Њујорк, Да, посебно кај што од кај што доаѓа е многу сроден со хип-хоп. Кај што има посебно малцинство на Ама Лил Џон е на интрото на Гасолина, брат, што да. Little known fact. Тоа е. Мислам, Сродни се, ме разбираш? родни се, брат. Да. Значи, Get Low од Lil Jon има ремикс од Elephant Man. Што е Yep. dancehall, као... Сродни се с тие ствари. И за тој Рема Calm Down одговара со ова. Јако Calm Down можеби многу луѓе не сака бидејќи TikTok хит. Ама брат, одговара со ова, одговара да влезе на хип-хоп журка. Ја, бидејќи немам TikTok, не знаев дека е TikTok хит. Мислам, тако вирален хит, без разлика каков, ама... Ја немам проблем да е Сродни се- вирално нешто. Сродни се правците, сакам да кажам, брат, и за тој, еве, два пати, две вечери поред ги измиксав така, бидејќи има логика. Гасолина е старата верзија на нешто, на Лав на Вантит или на некоја таква глупост, не знаам поема сега која од нови афробит или од регетон песни. Така. Може да се повлече паралела, сакам да кажам, и одговара. И одговара супер да се смени, бидејќи немаме толку добри хип-хоп бенгери и може да се префрлиме и на затварање на нашава година, бидејќи едноставно, брат, ќе кажам дека немам некои многу добри мемории од 2022 година, као онака, као поглед на хип-хопот, сме го збореле ова поише, ама као освен глупостиве на Кање, на светски рамки, Добро. и некои проекти кои одбележа годината кои ги зборевме прошли пат, отворете ја претходната епизода и зирнете, збориме за нашите листи за 2022 година, кога неам некое сеќавање, нема да ми остане година по нешто нака за памтен на тебе. Види, во поглед на музика на хип-хоп, ја мислам дека годинава и многу поише слушав него Лилани, што е многу чудно бидејќи годинава слушав многу поише нова музика, онака чисто за да преслушам, за да дознам што како и се поише и поише навлегов во тоа, ама останува уште тој сентимент дека и годинава беше исто кој Лани, све е расцепкано, ништо не е онака сведено на едно, нема еден правец, сите се по различни води. И затоа не можам да издвојам еден. Можам да издвојам неколку, ама пак тие не се дефинирачки, ме Ама не разбираш? зборам за албуми, него моменти онака. Не, Ствари што се деси. и за моменти не можам да се сетам на еден. Као нема таков легендарен, не бев на некој поголем фестивал, не бев на некој поголем концерт годинава, освен што бев на би ги издвоил валјда би ги издвоил од цела година и све тоа што се дешаваше на тоа ниво и што можев да искусам и да успеам да видам. Ке е Sunny Hill, бидејќи таму настапивме за прв пат како Пандамониум, како медија, како медиум и отидовме таму чисто да го искусиме со други очи. Фестивалот не отидовме само за журка онака, чисто да видим пак да се поврзаме со луѓе и да направиме муавети. Успеавме попратно и да ги видиме и AJ Tracy и Скепта. И за пропратно и јас, можеби и тоа ми е лично најголем хајлајт, дека успеав конечно да го видам Екшн Бронсон живо. Тој беше утирана. Али не беше нешто премногу задоволен. Не бев нешто премногу задоволен, али онака, знаеш, само го тргнав од чеклистата дека го имам видено. Би сакал уште еднаш да го видам у пропер онака светло каде што и луѓе и сите луѓе ќе ги знаат песните јако што ги знаев, пошто таму никој ништо не знаеше, онака имаше тројца луѓе, меѓу кои разбира дека нема да знаат. муабет со Килуа која беше овде дека валјда јас они уште еден бидејќи бевме стварно тројца, ама тоаш не се ни знаевме. Сигурен сум дека онака како и неговото искуство беше дека лошо си поминав, ама мило ми е што го успеав да го видам, ме разбираш. Пак ќе кажам, не е доволно, ми нема некој хајлајт, ми нема нешто ми фали, ме разбираш? Као 2016 убаво се сеќавам дека бевме на Дрейк, брат. Све ми се деси. На приватни во поглед на музика зборам, во поглед на приватен живот и на све тоа имав некои моменти во 2022 кои што онака стварно ми се десија многу убави работи и со работа на професионално ниво. Све тоа ups and downs имаше. И за тоа сум задоволен како стигнавме до овде. Но во поглед на музика, во поглед на тоа што се дешавало, што сме правеле, што како и нема нешто. Еве, нека остане Sunny Hill ко момент, бидејќи тоа ми го сврзува и Пандамониум и мојата љубов за музика и за артистите кои што успеавме да ги видиме. All in all, и патувањето у Берлин светот. Мислам дека тоа летото, тој август месец беше најонака полн со све. Све изоколу беше онака give and take, слушање музика, ново зборење, Пандамониум цело време, мислам обработување на нова музика, ама мислам дека знаеш како и ние
во поглед на од професионална гледна точка вака и тоа што работиме, мислам дека од моментот кога го отворивме Дискордот, навака беше онака се поише и поише инволвирани. Мислам дека ни дае една нова трета димензија на нас и конкретно од поглед на Пандамониум, мислам дека од тој момент натака онака се поише и поише ми се сум инволвиран у сето тоа, ми се свиѓа енергијата и ми се свиѓа промената на ангажмани, на енергија колку треба да се внесе у сето тоа, да збориш со луѓе константно за музика, да оформиме такво комјунити кој што оформивме. И мислам дека во поглед на Pandemonium Wise онака би ги издвоил Sunny Hill, бидејќи беше едно ново искуство, и Дискордот кој што го отворивме, кој што мислам дека до сега е онака као мега успешен барем за нас. Зашто не зборам за достигнување, успешен самото отварање без разлика на тоа. Дека живее, денес живее, само по себе живее, онака it's a living thing. Луѓе стварно си прават муабет, комуницираат, врз основа на Дискордот си имаат десено многу дружби, си имаат десено многу муабети, уживо си има пренесено сето тоа на неколку пати и многу ми е мило дека е тоа така. Ме разбираш, успеа да го надживее тоа и да искочи надвор од виртуелното и да се префрли во физичкиот свет на неколку пати. Што е ultimate goal, онака. Да, као тоа е врвот што онака секој би сакал да го достигне тоа, ме разбираш, кога ние сме на крајот на денот сме онлайн медиум, ама еве и преку пин и преку све друго наоѓаме начини како да стигнеме и до физички да стигнеме до луѓето кои што не пратат и кои што не поддржуваат, бидејќи стварно го сакаме тоа. Да. Ултимативно тоа го сакаме, онака, на крајот на денот тоа е нашата желба, онака не сакаме ние да бидеме само онлайн луѓе, онака како да не постоиме, ја многу го мразам тоа, многу сакам физички презенц со сето тоа. Таков и Дарко нормално. Дарко е епитомот на физички презенс, така да во поглед на Пандемониум, еве, ќе сумирам дека тоа од виртуелното во физичкото ми беше омилено да сврши се 2022. Да, дефинитивно, брат. Имавме многу добри моменти годинава. Дискордот беше у прав момент отворен, онака долго време и ме тераше да го отвориме, не го разбирав доволно, не бевме спремни да вложиме поише енергија од тоа што го правевме, имавме и потешкоти да бидеме редовни, бевме, али не можеби до нивото кое што требаше да бидеме претходната сезона. Беше се многу хаотично, се разбери во нашите животи персонално и со работа и секако, али убаво може тоа да биде како една онака од отварањето на Дискордот на онака многу добри ствари се исподешава. Тоа што беше лоша страна што не снимавме толку редовни епизоди лани, се одрази на тоа да ни се проложи онака сезоната до малце покасно во влезот во летото. Па така успеавме да збориме. Па и таман успеавме да фатиме, да, добри моменти, да. Honestly Nevermind, The Fest, така и затворивме, ако не се лажам, така да имавме онака добри моменти што ако бевме на време, можеби тие немаше да бидат дел од втората сезона, вака и тоа влезе втора сезона и се разбира третата сезона кај што бевме приморани да вложиме пари во нова камера. Сега за сега ни е добро, ја користиме, пробуваме да го кренеме нивото. И мислам дека постепено успеваме, брат, и се надевам дека ќе продолжиме така, бидејќи кога ќе се свртиш од самиот почеток од првата епизода на првото издание на првото лайв радио шоу во 2020 година во ноември, до сега мислам дека има огромен напредок и у поглед на нас, и у поглед на форматот, и у поглед на квалитетот, и у поглед на луѓето кои го слушаат тоа и луѓето кои комуницираат и се знаат помеѓу себе денеска. Бидејќи тоа за мене физичкиот презенс не како Пандемониум директно, но луѓе што се запознале дигитално, ако се дружат и ако се работуваат у real life, тоа е најголемиот успех на Пандемониум, бидејќи самата цела идеја на Пандемониум што стар беше и поврза луѓето кои се дел од оваа сцена, кои можеби се знае, можеби не се знае, можеби се познава преку интернет, ама не се знае лично или нема како да искомуницираат, или можеби се знае лично, ама не знае дека имаат интереси за исти работи. И мислам дека после 2020, 2021, 2 и нешто години, мислам дека успевам во тоа и среќен сум поради тоа, брат. Искрено сум онака многу среќен и Sunny Hill беше многу добар момент да го искусиме тоа Pin Music Conference, мислам дека сме така тоа е на стварите на кои исто така одговараме, на некој ни одговара на нас на некој начин и би сакал да се посветиме и понатака, бидејќи се надам дека се вратат фестивалите и концертите у живот, брат, и дека ќе присуствуваме и лично, но и како Пандемониум на следната повеќе настани. Тоа ќе ми биде една од целите онака за следна година, да more of that, онака поише конференции, да најдеме време за поише фестивали, доколку сме во можност нормално,
да можеме да го искусиме тоа на таков начин. Едно како concert goers, друго како професионалци кои што стварно сакаат да го доловат тоа сето и да стапат во контакт со луѓе и да разуменат искуства и да можеме да ги пренесеме тие искуства овде, ме разбираш, да го пренесеме сето тоа тој циклус, да можеме да го спакуваме во едно нешто за и да натераме луѓе да го прават поише тоа, бидејќи го зборам тоа многу поише на како јас сум таков човек кој што слуша музика, ама и многу сака да ја живее музиката. А на еден начин да ја живееш музиката е да идеш и да идеш на концерти, да си имаш онака еден бакет лист кој што си имам ја за артисти кои што сакаш да ги видиш и онака како ако ти се појави шанса да ја земеш таа, ме разбираш? Кој ти е на бакет лист за 2023? Брат, ја за има некои малце специфични на кои што сакам да присуствувам на вакво, ама на пример од големи на Арманд Хамер бидел, не знам зашо, и би идел на King Krul. Тоа ми се тие два онака кои што поише се лоуки, а за голем ми си иде пак на Дрейк. И мене, брат. Ми си иде пак на Дрейк, морам да кажам, мислам дека спрема некоја турнеја и ако се деси тоа, би идел на Дрейк и у 2023. Брат, сега го зборев тоа викендов со Денис, онака мене на бакет лист за 2023 ми се Burna Boy, Wizkid, Major League DJs или некоја друга пропер, ама пијано журка. И ништо од хип-хоп освен некој као Дрейк ако доја на турнеја или нешто такво тој левел. Дури Тревис Скот онака не ми се не би идел на Тревис. Као неам артист онака што доволно го слушам. Ако некој дојде као М Ханчо или D-Block Europe негде тука на Балканов би отишол, ама знам дека нема да добиам добар лайф настап. И онака не би ни идел онака нешто посебно, не би се потргнало таму да идам. Би сакал да чујам нешто што и да видам нешто што немам видено до сега. Нешто скроз ново, онака нов жанр, нов начин на забава, на пример такви се тие ама пијано журки кои се тотално нова музика, нов стил, нов жанр. И исто така Everyday People или Link Up Worldwide или нешто такво што е така по... Морам да бидам искрен. Летно време некаде би идел на некоја таква журка. Афробит, само пијано, нешто такво лабао, кај што идеш само за музиката, онака, само за good vibes, за ништо друго, онака, како за бидел на тоа пре, него ли да идам на некој концерт. Онака да бидам присилен да идам на концерт. Знаеш, сакам да е по-лоуки, само убава енергија да има. Па брат, не знам дали го зборевме ова тука во Пандамониум во живо, но тоа некако не ми се свига кај Rolling Loud оваа година, некако многу бомбастично најавија големи имиња Кендрик и Тревис Скот као хедлайнери, ќе оправат у Португалија, ќе оправат на местото на Уха во Холандија. Се тоа Ќе биде на затворен венју, каде што чудев коментари дека не е нешто многу добро, салата не е за такви настани, не е намената за такво нешто. Во сред лето ти го правиш на затворен простор, во Португалија го правиш на песок, онака тотални спротивности се. Не знам, мојот впечаток за Rolling Loud, откако ги купивме картите, откако не успеавме да идеме во 2020 до сега, ми си има онака скроз... Да, нема да кажам, изгубив интерес ја. Нема да кажам сгрозено, ама ми си има направено таков еден... Добив таков впечаток дека онака многу... Не знам правиот збор да го кажам, брат. Многу корпоративен фестивал, брат. Фер. Значи, многу ја ќе го кажеш тоа. многу Да. фейк, многу само за пари, многу комерцијален до таа точка кај што ми се појавува fucking секоја стори на спонзор. Го блокирав профилот на Rolling Loud, брат, да не ми се појавува. Верам. Као не ми се што кур ми става што го на спонзор, бе, брат. Да. Ќе биде sold out секако. Зашто ми го Секако ќе е sold го out. путаш, брат? Али мислам дека веќе луѓето свесно онака се свестуваат и знаат што значи тоа. Мене ме нервира наметнувањето, тоа ти што го збориш дека со сила го прават сега да биде најголемото нешто во Европа. Мене тоа ме нервира. Дека има фестивали кои што си години и години кои што традиционално кои што негуваат, да, тоа да. И преби идел на такви него ли на Rolling Loud. Тоа е устари. И ние бевме дел од фамата 2020, купивме карти. Ја првиот ден купив, на Дарко му пишав, Дарко карти купај одма, ги купивме у 5 минути, брат. Не станува збор, ги видовме онака првите кои се најавени и знаевме дека треба да идеме таму, така. Но кој што кажа, сваќам години и све тоа што правеа и како беа со рифанци све тоа. Онака како премногу корпоративно, не враќаат, не се услужливи воопшто, треба да си молиш за своите пари, организацијски катастрофа, луѓе лани се жалеа, многу изгубени ствари, неорганизирано. Ама и гледавме, брат, фестивал. Тие фестивали кои традиционално негуваат хип-хоп култура, не само хип-хоп, фестивалите во
Европа има најсилната фестивалска култура во светот, брат. Реално. Западна Европа посебно. Значи збориме тука Англија прва, цела Британија, Германија, Франција, Шпанија, тука се, значи со години 20-30 години се прават реге фестивали, се прават хип-хоп фестивали, рок фестивали, Рок Вехтер, Рототом, Sunsplash во Келн, Дури такви фестивали. Вуха, Зигет, исто така. Зигет, Пошто имаат многу и култура у сето тоа, ме Сам да разбираш, кажам, значи, уметност, све тоа. Не е само музика и музика. не е само два мейн стејџа кај што Да. по 20 минути ќе настапуваат сите нови Кен Карсон и некои нови реџери, некои нови трапери као брат. Фер. Фрауенфелд има два мейн стејџа, има 4-5 диџејски стејџа, има афтер стејдж, има локален стејдж, има секрет стејдж, имаш камп. Многу луѓе во кампот седат онака од 3 дена седат, ќе гледаат 3-4 артисти, поќе се дружат у кампот. Тоа е За да упознаат луѓе за фестивалско искуство. Не сега ќе идеме на мейн стејдж, ќе гледаме некои рандом артисти што ќе доаѓаат да настапуваат онака по пола сат на плейбек и само да прскаат со води да се фрлаат у публика, брат. Као прво сум престар за тоа, второ ги имам гледано тоа, као трето не има ни толку добри артисти за да идам да го гледам тоа. Ако идам на турнеја на Тревис Скот или на Кендрик у арена во Берлин или во било кај, специјализирано шоу само за Кендрик во Милано, кој што беа и некои луѓе од Harmonium, би отишол да го гледам тоа. Така. Дури би отишол и Кендрик да го гледам само за да го гледам. Ама Исто. идем на фестивал со 20 хедлайнери што ми ги постираат со време на спонзорот, што картата кошта многу поише што треба да кошта. И се води како фестивал, а не ти нуди никакво фестивалско искуство. Не фала, сум на други фестивали. Ке збориме некои следните епизоди, сум бил и на Дур фестивал во Белгија, кој е еден од најдобрите алтернативни фестивали, кај што во 2014 имаше еден стејдж кај што цела вечер беше само со трапи, настапува Ерл Грайм, Бауер, Флострадамус, сите еден под друг, онака беше толку онака Тоа што сакаш да го чуеш од 2014. Пред да се појави, само што се појави Trap the Fuck Up тука, тоа лето, значи онака беше ептен, да речеме ги следеше новите следните трендови, новите ствари. Инспириран си од сето тоа и за ти овде да го стартнеш сето тоа. Кога сум бил, да, и кога сум бил на такво нешто што тогаш, не ми си иде сега, брат, на оваа возраст и после толку години идење на концерти, на журки, пребидела на некој фестивал кај што можеби нема да има ни еден хедлайнер, ама ќе се поминеме добро, кој на Пин на пример. Тоа од друг размер е, или кој на Дфест, кај што за 150 евра ќе си поминеш преако 3 дена. Отколку да преплатам некое искуство што не знам дали ќе се поминам добро. Ги има многу такви Дур, Мелт, онака се на ум. Зигет е еден од поголемите кој што исто така ги има таа бранша на алтернативно. Така да Европа нуди премногу, дури и многу од нив не си толку многу познати, а се многу помали сразмерно и многу поквалитетни, бидејќи кога е помал фестивалот, толку поише грижи има во сето тоа што го прави. Да. Бидејќи немаш стотици илјади луѓе кои што онака го руинираат сето тоа и треба да се грижи за нив. Тоа се пишуваше во коментари за традиционалните фанови на Вуха фестивал кои се бунеа како промена локација, кратење на деновите, поскапи карти. Луѓето не идат на Вуха, луѓето знаат дека на Вуха ќе дојде некој големо име. Ма таму има и многу добра локална сцена. Сега ја нема. Сега се изгуби таа. Ќе видиме што ќе стане, или можеби ќе бидат само 20 хедлайнери само по едно шоу и тоа е и некој рандом openers. Што, не е лошо да ги гледаш ти Тревис Скот и Кендрик 2 дена, брат. Таман работа. Да се разбереме, да. Преби да го искусам тоа на некој друг начин, брат. Например, до уикенда летова на турнеја, знам луѓе што купија карти. Уикенд на концерт во арена кај што целиот сетинг ќе биде наместен за него со сценографија, со стејдж, со продукција цела негова, тоа е друго. Да. Да, сосема различно, тоа го имаме зборено, многу е различно искуство да идеш на турнеја на артист и да идеш на фестивал каде што има фестивалски настап. Едното трае 40-45 минути, без онака ако е хедлайнер, други ве знаат и по 20-25 минути да терат. Тоа трапери што не имаат материјал за поиш. Да, као 5 песни настапуваат и сидат. И плюс да идеш на концерт кој што е онака кастомизиран и tailored to your experience, онака ти да се чувствуваш убаво, да има многу аспекти на сето тоа, многу е боле. Ја кога сакам да гледам артист, би сакал да гледам на концерт. Ако идам за журка, бидел на фестивал. За цел викенд онака да се поминам. Да, бидејќи не ми е во мејн фокус артистот, мејн фокусот ми е журка, да све околу што се деша околу мене, тоа е бонусот, ме разбираш? Ја така го сваѓам, бидејќи тоа е само 45 минути од 3 дена, ме разбираш? Да. Ова е, брат, имаш цело искуство, цела вечер е посветена на само тој артист.
И сите се отидени за една иста работа. Овде на фестивал сите се отидени за најразлични работи. Различни се енергиите. Таму нормално е дека не идеш ти само за Тревис Скот, брат. Као ако дури и на Rolling Loud, ако идеш само за Тревис да го чуеш, грешка правиш. Грешка е тоа, брат. Дека имаш мал милион артисти кои што можеш исто така да ги гледаш и тоа е цело искуство. Овде ако идеш само на Тревис Скот на концерт, кој што има сценографија, кој што има све, тоа е веќе друго. Затоа ако барем во мои очи поише преферирам за артисти кои што сакам да ги видам, поише преферирам онака соло концерт неголи фестивалски настав кој што доаѓа, настапува 45 минути на сцена и го снемува онака нит вижуалс има, нит ништо. Има дел од тие работи. Многу ретко. Тоа што се прави на фестивал најлесно што може да се направи. Вижуалс може дека има Так. лед екран, ама нема ништо друго. Да. Заради тоа. Знаеме како е кога бевме на Дрейк последно, као и на Future кога бевме. Така. Сосема поинаково искуство него ли да идеш да го гледаш на фестивал. Ке Дрейк посебно со топките Дрейк со посебно, сега. да. Тоаш беше тоаш само пред да искочи More Life, тоа беше The Boy Meets World турнејата, тоа беше и за Views, па беше некаков предвестник за More Life, настапи со неколку underlist песни онака, дури тоа го гледавме и на Инстаграм дека имаше во некои градови претходно онака имаше настапувано со неколку underlist песни и као Views, сите тие бои, тоаш беше и Hotline Blink, онака Ептен во еко само што искочи и сите тие бои онака и Hotline Blink која ја настапи Ептен беше во целиот тој сетап онака тоа лилјаковото све тоа што така да it's tailored за listening experience за гледање онака како многу е поише соло концерт, затоа го претпочитувам тоа, доколку сакам да видам некој артист. Ќе видиме оваа година што ќе се дешава, дека во 2022 година многу од артистите не направија турнеја во Европа. Многу од артистите, например, како Public Enemy, кои некои други постати артисти кои не успеа да продадат доволно карти, Ги откажа. под други различни оправданија ги откажа своите турнеи и концерти. И мислам дека заради тоа ние не успевме да отидеме никаде, бидејќи немаше онака бомбастични турнеи. Мислам дека таа индустрија уште се опоравува од ковид и од сите други кризи. И има голем дисбаланс помеѓу цените на артистите, цените на картите, можностите на луѓето, желбата на луѓето да гледаат и да платат толку за да гледаат некој артист. Ќе видиме што ќе се дешава во 2023, али би сакал да гледам нешто малце поинтересно и нешто што неам видено до сега. А се разбира ако некој доаѓа околинава и не само околинава, има ефтини карти ако некој доаѓа на место кај што може лесно да се стигне со визер или било како. Било да гледам посебно кај преку недела бидејќи за викенд работа. Ќе видиме една од стварите онака кои што ми текна е Fresh Island. Fresh Island сакав многу да идам оваа година. И онака мислам дека од година у година се поише и поише сакам да идам гледајќи ја програмата. Така да следна година може да биде онака пак да извадат многу интересна програма. Годинава има интересна програма, така да мислам дека и они се можеби единствените овде на Балканов кои што го тераат се поише и поише тој филм, дека и туристите кои што идат таму се од тој калибар и онака Ептен на нив им кидарата. Да. Тоа ни прија и нас онака, тоа е во наш бенефит реално дека е многу покарактеристично него ли се друго што се дешава. Да. Ќе видиме. 2023 стварно очекувам поише од ова, поише онака како конзистентност, да го тераме ова што го правиме секој вторник, секоја среда до крајот на сезонава кога и да е. И тоа, поише да имам шанса за поише концерти, да се, знаеш како, све тоа што сакаме да го направиме, да успееме да го направиме во 2023. Онака стигнавме, успеавме да настапиме на неколку ствари кои што сакавме да ги направиме, сакам поише од тоа. Едноставно хамбл онака, ако се 10 ќе работиме нормално на тоа, нема да чекаме да падне од горе, ама муабетот ми е дека би сакал тие работи, а се 10 и ете. Почнавме со гости од 2022. Исто така. И 2023 сакаме да ви најавиме дека ќе има поише гости и да го направиме тоа. Имаме више неколку на ум со кои имаме стапени во контакт со некој од нив. И мислам дека некои од следните епизоди следуваат неколку спешал изданија, следуваат неколку гости, неколку вакви тековни изданија на кои многу добро ни доаѓа да си раскажеме како сме си поминале викендот и што се дешавало, бидејќи ќе кажам по 100 пат на Пандемониум, долго време пуштав музика, но не бев доволно искажан. А онака ова ми прави сега да можам да објаснам што се дешавало викендот
вака говорно, значи да кажам Да. зашто била пуштена гасолина во клубот во Софија, сваќаш, бидејќи него го слуша ќе се може да се помисли било што и не е ни питно што ќе се помисли, него као на луѓето не им е јасно само од една слика или една стори што зашто како е пуштено и зашто е направено тоа така. Истото важеше и за фестивалите на кои што бев, истото важеше и за журките кои ги правевме, иначе само пред да завршиме сакам да дам уште една благодарност онака до сите луѓе што доаѓаа нашите журки. Оваа година мислам дека имавме многу успешна 2022 година. Благодарност од срце сите што доаѓаа на Shake Епи. Претходната сезона беше можеби најдобра до сега, најлит. Се погоди добар период да има музика за пуштање, на сите ни фалеше после 2-3 години локдаун, ни фалеше тој трап, враќање на трап бранот и ги гледав сликите пред некој ден онака од Shake. Стикај четврток си поминувавме преако лани. Фала ви многу за се тоа. 1 април исто така беше многу добар настан маскембал во МКЦ организиран од Шршац. Партали провод. Тука излегува некако добри песни на Дади, Бести излезе после тоа, нели, Wi-Fi 5 до 2 и така натака и така натака. Летови имавме многу добра турнеја на Shake Summer Tour, на кој исто така сме горди со Дади, со Праска, со Марса, ја и Панчо, цела екипа на Шршац. Турнејата заврши на Скопје Shake. Цело лето го истеравме тоа. Хилсон дојде го настапи албумот за прв пат онака. Имаше некои такви интересни хайлайтс во текот на годинава што Ја отцртаа 2022. да, као памтам лето во Охрид, 3 недели бев базиран во Охрид, преак провод онака, собира скроз различни луѓе, добра дружба, цело време пиење, многу убави моменти, многу онака, многу весела, многу баш летна атмосфера некако. После да бев на неколку патувања со другарите, исто така се поминав топ, годинава заврши со 2 интернационални свирки, кои не беа само свирки, него беше и шетање, беше и патување, беше и дружење. Исто така беше многу добро и почнавме Spicy станица, што беше исто така интересен концепт, да се смени и музиката, да се смени концептот, да се смени се и отераме тоа. Фала ви уште еднаш на сите што доаѓате на нашите настани. Тука беше концептот на ДНК. Се излезе добро, се надам дека ќе продолжиме да работиме вака и дека ќе се поминеме добро, не знам, ќе се поминуваме добри понатака и ќе нудиме добри ствари за луѓето. Дојдете у четврток у станица, последна Spicy журка за оваа година. Петок у Локал 45, сабота преку Дену Младост, сабота вечер Easy. Шршац New Year во Лафе кафе во Скопје, веќе сме распродаени, фала ви за тоа. И претходно ја Јоги во Штип, мора да се испоштува Штип за нова година, не може да се остаи Штип да биде без хип-хоп. Исто така. За нова година нема шанси тоа се деси. И тоа е тоа, се слушаме, се гледаме пак, ќе оставам трајче да се одјави, ако сака јас одјавив. И не знам, друго? Мислам дека све кажа онака, ти кажав и ја на приватно поле кое што е малце пострано од твоето. Многу сум задоволен со се тоа што направив и вклучувајќи го и Пандемониум се тука некако и дури и патувања беа вклучени врз основа на моето слободно време или за Пандемониум, именно тоа многу ми се свиѓа дека кога успеам да ги интерполирам тие две работи ми е најубава на цел свет. свет. Дури неколку пати кога дојде со мене Штип, пак беше базирано под наводници на Дискорд, бидејќи Да, хајде екипа да правиме, да, дружба ќе правиме, журка. Ќе пише Flex, ќе пише Rager, ќе пише тука Джеди или некој од Штип маната и као Да. Имаше многу добри моменти низ цела година, стварно, кој што кажав, ups and downs, онака, ама throughout, кога ќе погледам назад, мислам дека имавме одлична година. И ко Пандемониум и ко Трајчен бидев онака на персонално ниво. Така да, ете, ќе бидеме во четврток у станица, дојдете, поздравете се, видете на сеј WhatsApp, поменете си убаво. Ако сте во Лафе во нова година, исто така не бидете странци. Среќна ви нова година, среќни празници, се гледаме валјда во новата година, во 2023-та. Се гледаме обавезно. Спреме еден спешал. Ќе правиме еден спешал, мислам дека тоа беше тоа сега го правиме ко спешал, лани го направивме кod најприродното нешто што ни дое. Ќе направиме еден поглед назад, 10 години назад во 2012-2013 година за бидејќи стварно тие 2 години ги сметаме како многу важни за посебно за правците кои што и за тоест не за правците, туку за звукот кој што се појави, нашата енергија во тоа време
Дарко како настапи и кој шифт го направи во поглед како диџеј и сите тие пушови кои што требаше да се направат тоа време за да се стигне кај што сме моментално, реално. Така да мислам дека и за него и за мене на пример онака како во поглед на што музика се слушаше, што слушав до тогаш, таа година мене ми беше онака прелаз од средно у факс и дека као стварно многу работи се деси онака left and right и мислам дека многу е битна таа година за музиката. И ќе се навратиме на неа чисто да видиме што како 2012-2013 да направиме еден throwback, една ретроспектива на таа година, да видиме кои албуми искочиле, кои артисти се појавиле. И ќе мислам дека ќе имаме добар муабет онака за следна епизода и добар почеток на новата година. Да, и може да земеме една нерала пауза околу празници и ќе видиме кога ќе биде тоа. Секако, на крајот на денот ние имаме фамилија, ние сме луѓе, треба да се испоштува. Ја морам да се вратам и у Радовиш и традиција е this point више, као не Треба. Тоа е. Дечки, фала ве многу. Се гледаме следна година. Ха-ха. Останете живи и здрави, посакувам многу убаво да си поминете за нова година и за празнициве што следуваат. Останете вистински и се гледаме. Поздрав. Чао.